Opština Probištip danes slavi 3 golemi praznici, denot na Rudarite, Golema Bogorodica i 66 godini od formiranja ton opštinata. Svečenata akademija organizirana po toj povod go pokaža razvojat na opštinata vo izminatite 4 godini i izbroja 12 milioni investirani evra vo razvoj na Probištip. 4,5 milioni evra. Najvažnata patna arterija na opština Probištip, patni pravac Probištip-Krupište. 1,5 milioni evra. Kiselica, Ratavica, Zletovo, Dreveno, Dobrevo, Probištip. 1,2 milioni evra za rehabilitacija, автоматизација, изголемување на капацитетот на прочистителна станица за вода за пиење на општина Проbištip, каде што прв пат ова лето горна зона на општина Проbištip немаше проблем, но и можност за нови 100.000 евра донација за техничка вода при индустријските капацитети на нашата општина. Во периодот што следи, градоначалникот Анастасов најави уште 2 за Probištip и Probištipјани големи и важни проекти. Клучен проект, најважен, ако 2017 зборев за патен правец Probištip-Krupište, сега одговорно ќе кажам, Probištip преку Злетово до Пониква. Ако можевме во изминатиот период, со оглед на пандемијата и тешкиот период, да обезбедиме средства, можеме и во иднина. Овој патен правец ќе биде прв приоритет и целосна организација на Пониква, бидејќи и Злетово и Probištip тоа го заслужуваме. И уште еден проект кој што минатата година овде го најавив, сакам да ви информирам дека за многу краток период ќе бидеме сите Probištipјани задоволни што конечно ќе се реши проблемот со јаловична депонија. Probištip, но и поширокиот регион кој имаше најлошата инфраструктура во државата, сега конечно целосно се поврзува, што во многу нешта ја олеснува работата и плановите за иден развој на регионот. Инвестираше во најкапиталните објекти за целокупниот регион, од Скопје на кај Штип, на кај Probištip, од Скопје на кај Куманово, на кај Криопаланка, на кај границата со Бугарија и така натаму. И ако ги гледате бројките, аргументите, навистина е регион во кој што најголем фокус во моментот се става. Прославата по повод денот на општината во Probištip се одржа под строги протоколи и многу поскромно од минатите години, но сепак достојно за големиот повод.